Според податоците на Зелениот катастар на булеварите и парковите во Скопје има пропишано 65.844 дрвја и 28.325 грмушки. Градот Скопје и UNDP го изработија првиот зелен катастар во кој може да се видат сите зелени површини во градот. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, на денешната презентација на проектот истакна дека основната цел е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило, како и зајакнување на урбаната отпорност преку собирање и анализа на просторни податоци за зеленилото. Шилегов додаде дека години наназад, како последица на градежната експанзија, во центарот на Скопје зеленилото честопати било жртвувано на сметка на новите градежни објекти. Со задоволство можам да истакнам дека и ги слушнавте бројките, целосно е попишано градското зеленило кое што е во надлежност на нашиот град. Станува збор за повеќе од 65.700 дрва и повеќе од 28.000 грмушки, односно грмушкасто зеленило. Самата апликација во зависност од фазите кои што доаѓаме ќе отвара можност секој граѓанин своето сопственото зеленило да го евидентира во зелениот катастар на нашиот град. Ова е алатка која што ќе послужи и на граѓаните од една страна, меѓутоа сериозно ќе послужи и на градската администрација и на јавното предпријатие Паркови зеленило да можеме да го управуваме урбаното зеленило на соодветен начин и да можеме и соодветно да го одржуваме од една страна постојното зеленило, меѓутоа и да го планираме зеленилото кое што во иднина ќе го засадуваме со цел да ги постигнеме ефектите кои што ни се потребни. Можете да видите во самата апликација за секое дрво поединечно постојат податоци, која е неговата големина, каква е димензијата, каков е неговиот статус, каква е неговата состојба. Станува збор за една макотрпна работа која што во соработка со UNDP и со невладиниот сектор, градската администрација во текот на минатата година ја заврши. Поради комплексноста на работите, активностите се реализирале во фази. Досега се реализирани активности за геодетско снимање на зелени површини и дрвја, грмушки и парковска инфраструктура. Изработена е и ГИС апликација за преглед и управување со јавното зеленило на територија на град Скопје. Со геодетското снимање опфатено е и зеленило на површина од 650 хектари. Во оваа фаза тоа го опфаќа булеварското зеленило и парковското зеленило, што е под надлежност на град Скопје. Градоначалникот Шилегов додаде дека во соработка со општините во град Скопје предвидено е и дополнување на катастарот со зеленилото под нивна надлежност. Во најнапредната фаза се предвидува и отворање модул во кој секој граѓанин ќе може да го впише и зеленилото од сопствениот двор. Исто така, алатката ќе биде континуирано ажурирана од страна на јавното предпријатие Паркови зеленило, со дополнување на новото зеленило и новонасадените дрвја.